Почитувани гледачи, добро вечер. По трет пат осило со вас во вашите домови. И вечерва осило ќе се обиде да ја брани Македонија од нападите без малку од сите страни. Најповеќе од југ, исток, запад, па не изостануваат ни нападите од север. Ви реков дека првите две емисии беа експериментални. Имавме во видување некои нови нетипични, атипични, ви рекол, рубрики и дека од вечерна почнуваме со тематски емисии. Прв гостин во овие тематски емисии вечерва со нас е господинот Јован Донев. Господин Донев, добро вечер. До сега ги представував моите гости на поинаков начин, преку мисли и записи од нивни соработници мои познати. Вечерва ќе биде малку поинако. Јован Донев, дипломиран правник, професор, дипломат, амбасадор, екселенција. Еднаш дипломат, секогаш дипломат. Јас овој човек го доживувам како македонец кој Македонија ја сваќа како состојба на свеста. Во една прилика бев сведок кога можев да видам како тој запишува "Не се откажуваме од Гоце, Питу, Михајло Апостолски, од Шарло, ни од Ченто". Во една дискусија беше застапник дека Илинденската епопеја, НОБ, АСНОМ и референдумот од 1991 година се наши светли и свети идеали и ова генерација која малку го изгуби својот пат треба тоа да го одбрани и докаже. Еден ваков Јован Донев мене, верувајте ми личи на човек кој има здраво рацио и тука доаѓаме до Декарт, когито ерго сум. Размислувам, значи постојам. Значи Јован Донев размислува за Македонија и се обидува интелектуално и не само интелектуално, туку и действено да ја брани. Но, верувајте ми, Јован Донев го знам и како човек кој мобилизира и кога зборува пред група луѓе, пред аудиториум, дали се тоа студенти, граѓански активисти, па ако сакат и припадници на политички субјекти или обични граѓани, знае да каже потребно е сега сите заедно да застанеме под едно знаме, македонското знаме. Да застанеме под еден дух, духот на нашите знајни и незнајни херои. Сите заедно да имаме едно единствено име Македонија, а тоа е Република Македонија и да го одбраниме. Почитувани гледачи, овој пак лик или профил на Јован Донев, верувајте ми, мене малку ме подсетува на Сократ и неговата многу позната во историјата Сократовата одбрана. Како овој човек во своите гради да му е немирен, ние го велиме демонот, иако тој стручно се вели дајмон. Уште еднаш добро вечер, господине Јован Донев. Добро вечер. И ве молам, дали нешто повеќе ќе ни кажете за вашата и нашата татковина во ситуацијата во која се наоѓа и кои се вашите размислувања како треба да се одбраниме во контекст на договорот кој е направен, кој е срамен, кој е капитулација за оние што имаат родолюбива свест, за оние што имаат чувство за патриотизам, а наводно бил историски, за оние што се малку со денационална свест и кои многу повеќе го прифаќат глобализмот отколку нацијата, националното, државата, суверенитетот и идентитетот. Повелете. Добро, сериозно прашање и долго прашање, или треба многу да се зборува, ама се обидам многу кратко. Значи, имаме прво, кога зборуваме за ова што го кажавте на крајот, нели, глобализација, денационализација и така натака, не би сакал да верувам во такви, посебно во денационализацијата, глобализацијата е друг феномен. И тоа нешто е жално што го гледам, нели, не е тоа ново, не е тоа сега, нели, подолго време, знаеш. Имате генерации на луѓе кои што
Едноставно не си ја знаат историјата на овој народ, не ја знаат историјата на оваа територија и да го сокрие тоа незнаење, нели, таа неписменост која постои кај многумина, па дури и кај мои многу колеги, па дури и наши лидери политички, нели, не убедуваат, не треба да гледаме да во историјата, треба да гледаме напред. А сите спорови што ги имаме, ние ги имаме за историски прашања, ние немаме територијални прашања со соседите или некакви други прашања, ние имаме историски прашања. Тоа е покажува, нели, таа грешна образовна политика која се води во Република Македонија подолго време, каде што е, нели, понекогаш дури е срамота да бидеш патриот во сопствената држава, иако сите држави се подпираат на патриотизмот, и патриотизмот е мерен инструмент, ако можам така да кажам, на висината на националната свест која постои кај граѓаните. За жал, тоа тука не можеме да го кажеме за еден добар дел од населението во Македонија. И тоа е сериозен проблем, тоа е сериозен предизвик. Меѓутоа, тука касно, и тука не може никој да помогне, затоа што генерациите се испуштени. За жал, еден дел од нив се луѓето подостарени, буквално више не само што немаат енергија, него па дури можам да кажам дека едноставно комфорот, комодитетот личе не сака да го напуштат, едноставно може да пцујат пред телевизори или да се нервираат пред телевизори, можат со другари кои пијат кафе, меѓутоа тоа не сакаат нешто да преземат посериозно. И имате една трета група на луѓе кои што, за жал, ја напомнам дека има и колеги мои кои што едноставно не си ја знаат својата историја, нели? И тоа го бранат, како што кажав, со тоа што на историјата не треба да се навраќа, меѓутоа едноставно луѓе кои што навистина дури не заслужуваат да ги имаат тие титули, не затоа што поинаку мислат од мене или некои други колеги, него затоа што едноставно очигледно дека имаат големи празнини од една страна, од друга страна покажуваат сериозен кукавичлук. Едноставно, што ја не можам да го разберам, нели? Ако сте вие професор на универзитет, ако сте член на МАНУ, ако сте член на некој еснавско здружение, не можам да разберам зашто тоа го прават, меѓутоа очигледно дека го прават и тоа нека им служи на чест. Господин Јован Донев, имам чувство дека вие во овие неколку минути го исцртавте атипичниот лик на Макменот. Тоа може да биде македонски човек во превод ако е на англиски, или ако е кратеница, македонски менталитет во негативна конотација. И во добра мера ја се согласувам со вас, со овие констатации. Иако можеби бевте скромен кога рековте дека нема такво ниво на денационалност, одроденост или било што од родината, од татковината, од патриотските чувства и така натаму. Но, еве, можеби нетипично за една ваква емисија, би предложил да чуем еден краток говор на сега веќе починатата Елена Мисиркова, која е една од идејните творци за заедничка Македонија, па потоа малку да го прокоментираме. Може? Да. Драги браќа и сестри, еве сме повторно овде, 51-виот ден го чествуваме црвено-жолтото знаме на нашата татковина. Веднаш би почнала со порака на нашите браќа и сестри преку патот, кои што седат во парламентот. Прво, ние ги избравме да не заборават дека ние ги пративме таму. Ни должат, внимание, ни должат да донесат вистинско решение за сите нас и да ја почитуваат суверената и унитарна Република Македонија. Нашата чиста мисла, нашата чиста идеја, нашата честност во она, заради што сме ние денес овде по 51 пат,
Ги повикувам сите да го испочитуваат. Сите оние кои што се привремено заслепени и не можат да видат што се случува денес, дека ние сме во опасност и дека треба да се избориме повторно за тоа да останеме во оние граници во кои што сме, ги повикувам најљубезно да ни се приклучат во духот на нашето македонско гостопримство меѓу своите македонски браќа и сестри. Исто така ги повикувам сите припадници на националностите и малцинствата да ни се приклучат. Добродојдени се сите оние кои што ја делат нашата чиста мисла и идеја. Ви благодарам на вистина од срце што сте овде повторно со нас. Очекувам дека ќе продолжиме. Би сакала искрено, верувам дека е тоа идеја и мисла на сите нас, представниците на највисокиот законодавен дом на Република Македонија, да донесат конечно решение и излез од пат ситуацијата, ако е потребно, предвремени парламентарни избори. Парламентарни избори, за да се реши ситуацијата. Да не бидеме во заложништво повеќе на една мала група која што сака да си ги реализира личните интереси. Повторувам дека нашиот протест е за семакедонско обединување. Значи, да не заборавиме која е нашата основна идеја. Ние делуваме надпартиски со тоа што сакаме да ги обединиме сите оние припадници на партиите, кои што се наши браќа и сестри, кои што треба да ја делат исто нашето чувство и идеја за нашата татковина. Ред е да се врати оној дел, што му го должиме на нашите предци, што им го должиме на нашите родители, поради што сме денес овде. Сите ние го носиме тој залог на нашите предци. Тоа е многу јак залог. Не смееме никогаш да заборавиме, токму заради потомците, на кои што треба да им го ставиме она што нашите предци ни го предадоа како код на однесување, како код на живот овде, денес, во минатото и во иднината. Ви ги честитам великденските празници, пожелувам многу здравје на сите нас, апсолутно на сите нас, и очекувам да останеме заедно за заедничка Македонија. Благодарам. Почитувани гледачи, господине Донев, господјата Мисиркова повеќе не е со нас, тоа е жално, таа прерано не напушти и морам да одбележам дека таа беше национален уметник, професорка, еве гледаме и голем родолюб, човек освестен за својата родина, за минатото, за традицијата, за културното богатство. Жена која зборуваше за македонскиот код, за македонското наследство, како од генерации на генерации е градено, зголемувано и пренесувано, и обврската заветот дека тоа треба да се одбрани. Морам да одбележам дека што е многу жално и срамно, некои медиуми не одбележаа ни низината прерана смрт и за нив само ќе речам засрамете се, а за останатите браво што одбележаа прераната и трагична загуба на една македонска керка. Ева вака сега во контекст на ова што го збореше господјата Мисиркова, јас би го ставил срамниот договор, кој е дел од, јас го велам, квазимодо концептот, грдиот концепт за уништување на Македонија,
И токму тоа што повекуваше оваа господја дека треба да одбранеме ние како современа генерација, сегашна, може би идни генерации на Република Македонија, овој договор напаѓа, да не речам уништува. А вчера бевме сведоци дека и покрај промената веќе на Република Македонија, според овој договор во Република Северна Македонија, не дојде толку посакуваната и ветена препорака за отпочнување на преговорите. Напротив, добивме уште една, би рекол, одложена на година дена препорака и условена со 4 услови, за кои ќе поразговараме во емисијата. И сега ве прашувам, пред година дена Коцијас и нашиот министер за надворешни работи рекоа дека го почнуваат тангото, дека за танго требале двајца. Па некако дојде период кога тоа танго се претвори во рулет танго на Заев и Ципрас. И денеска гледаме дека и покрај тоа што ни го сменија името, тие не ни даваат пристапни, тоест датум за пристапни преговори. И јас лично мислам дека ова ќе се претвори во еден руски рулет на самоубиство на овие господа, секако во метафорична смисла, во политичка смисла, бидејќи да си го издадеш името, да се откажеш од идентитетот, да дадеш друг да ти ја прекови во историјата, е најголемото злосторство што може да ја направиш на својата родина, на својата татковина, а да бидам искрен, тоа е и санкционирано во кривичниот законник. Вие сепак по вокација сте правник и ја би сакал едно уводно загревање за договорот, едни ваши размислување, што сорта договор е овој договор за Северна Република, Република Северна Македонија? Добро. Што сорта е? Сорта е меѓународен договор. Нели кој што се нарекува спогодба за да се избегне можноста председателот да го потпише. Полн со трикови внатре. Тоа е еден, кажам, исто како што и нели претходниот договор што имаме со Република Бугарија, се договори кои што ништо не решаваат, во суштина отвараат многу прашања и доколку дојде до нивна имплементација, тоа значи уште понатаму многу посериозни трауми за македонското општество. Направена од македонска страна, од луѓе кои што или не знаат, или не сакале да знаат што потпишуваат. Јас би рекол не сакале да знаат. Може, велам, меѓутоа треба да видиме неколку што можеме барем покоректни, иако јас се сумневам дека макар што мислам дека и не, дури не ни знаат. Ако ги слушате нивните изјави, ќе сватите дека они не ни знаат што зборуваат. Кога зборуваат за некои важни национални прашања, за другото, да, не сакале да знаат, меѓутоа во секој случај велам еден договор кој што многу тешко ќе се имплементира. Договор кој ќе, не дај Боже да се имплементира, ќе предизвика страшни трауми македонското општество, многу поголеми од овие што ги имавме до сега, затоа што живите ќе бидат сведоци на она што го учеле или го пишувале дека ќе треба да се искине и да се уништи, да се запали. Едноставно живите ќе треба да се преименуваат, да се предекларираат, значи и тоа ќе генерира многу сериозни трауми на општеството, на нацијата. А мислам дека тие, затоа велам, тоа што го потпишувале или не знаеле, или не сакале да знаат, или намерно го направиле ова, да бидам уште подиректен, ама не може да сатам од кои причини, затоа што во крајна линија и нивната иднина е врзана со оваа територија и оваа нација не е врзана со некоја друга нација. Макар што секогаш нели има и такви луѓе кои што среќата ја бараат на други места. Меѓутоа велам, сериозна грешка е потпишувањето на овој договор и јас се надевам дека председателот ќе обстои, нема да го потпише указот за негова имплементација, за ратификација, да стапи во сила и ќе ги одбегнеме сите понатамошни трауми. Тоа е отприлика моје мислење, генерално зборам за овој договор. Господине Дунев, моите комплименти за вашиот джентлменски однос кон луѓето кој ни го стокми овој договор. Се гледа дека дипломатскиот кодекс сте го научиле како оче наш, иако констатациите ви се остри и јасни и секако за Македонија, но јас би сакал да ве подсетам, или поточно овие луѓе што ни го подметна овој договор,
дека постои од 98 година една декларација за развој на односите на Република Македонија со Европска Унија, каде што во 11 точки апсолутно ништо не е кажано дека ние треба да го смениме името за влез во Европска Унија, туку кои принципи од меѓународното јавно право треба да ги прифатиме. Тоа е декларација на Собранието на Македонија. Да, на Собранието. Подпишана е од Тито Петковски, еве може да погледнете. Но, овде би ја додели 10 години подосна, од 2008 година, 4 ноември, резолуција за изноѓење на стратегија за наметнатиот спор од страна на Република Грција со нашето уставно име. Внимавајте, наметнатиот спор. И сега, знам дека и вие не сакате читање ниту па јас, ама само една реченица ќе прочитам. Со државна стратегија неопходно е да се одбрани името, највисоките државни и национални интереси и да се зачува идентитетот на македонскиот народ. Јазик, историја, култура и постоењето на македонското национално малцинство и да се афирмира позицијата на Република Македонија како суверена и самостојна држава. Извинете, господине Донев, ама се спротивно направија овде како што пишува. А тие се задолжени со ова резолуција, сега како моментални обавувачи на функцијата премиер Зоран Заев и министер за надворешни работи Никола Димитров, еве јас ќе ги апострофирам, да го направат ова, да се потулат во најголема мера да го спроведат, тие го направија спротивното. Добро, значи, прво имате во предвид една работа, дека ниту една влада до сега во Република Македонија нема добиено мандат за промена на уставното име на Република Македонија. И тоа е факт. Тоа е факт, значи, волјата на граѓаните не е испочитувана во овој поглед. И вие ако имате една владеачка гарнитура која што не испочитува волја на граѓани, таа нема никаква обврска и никаков респект кон документите што ги донеле и нивните пратеници заедно со пратениците на ВМРО, ДПМН и другите политички партии во Собранието на Македонија. Ја тоа го имам кажано и тоа е многу симптоматично од друг аспект, може би во текот на емисијата паќе се вратам на тоа прашање. Прашањето дека ја тоа и го напишав пред некое време во демократските општества, нели, се утврдени правила на игри и пишани и непишани правила на игри, не е закана ниту крајната левица, ниту крајната десница за самото општество. И тоа го гледате и денеска го имате. Во Италија имате и крајна левица и крајна десница на власт. Во Австрија имате крајна десница, дел на власта, Унгарија, и да не ги набројам, значи во Холандија се присутни во парламентот и така натаму, да не зборам. Се додека се придржуваме на правилата на игра, пишани и непишани, демократијата функционира. Без оглед која е на власт. Меѓутоа, за да можат тие непишани правила да функционираат, треба да постои висок степен на морални вредности кај политичарите. И тука наставува генералниот проблем сега во Македонија. Ние за прв пат во Република Македонија имаме луѓе кои што дури би рекол и немаат морален праг, не поседуваат цивилизацијски степен на морални вредности, достигнати од цивилизацијски степен на морални вредности. Значи ве гледаат во очи и ве лажат. Тоа е најголемата закана за Република Македонија во овој момент и тоа е тоа. И за тоа не почитуваат ниту декларацијата, ни резолуцијата, кои се обврзувачки, тие не сме никој да ги смени. Да. Меѓутоа, ако имате таков приод кон граѓаните, ако на граѓаните ветувате едно, ако ќе дојдете на власт правите друго, тука нема кој да ве одбрани. Значи, вие морате да чекате или воредни избори, или редовен циклус на избори. И за тоа викам дека најопасни за демократските општества не се крајната левица и крајната десница. Најопасни за општествата се луѓето кои што немаат никаков морал во себе си, кои немаат никаков респект према волјата на гласачите и тие можат во секое време да манипулираат или да нанесат штета кој што се случува сега во Република Македонија. За жал, ова прашање никој не го отвара, никој не разговара за овој систем, дека никој нема мандат да преговара за промена на уставното име на Република Македонија. Ги гледате преторијанците, нели, околу владеачката гарнитура, као тоа да не е кршење на основните демократски права на граѓаните на Република Македонија да гласам за оној што ќе ми вети тоа, што ќе го вети да го исполни. Ако не го исполни, ќе го казнам. Ама да исполнува нешто што не ветил, као што прашањето на името, што беше прашање на тема во изборната кампања, е на вистина, како да кажам, не сакам да кажам некој тежок збор, меѓутоа е на вистина ниско, многу ниско.
на ниско ниво спадна, за жал, владеачката политичка гарнитура во Република Македонија во овој момент. Почитувани гледачи, постои нешто што се вика лекс супериор. И јас и мојот гостин сме правници и знаеме што значи тоа е закон над законите, тоа е највисокиот закон. Тоа е уставот на една држава, тоа е уставот во конкретниот случај на Република Македонија. Имам чувство дека за луѓето за кои зборуваме, или поточно носителите на врвните функции во државата, премиерот и на владата на Република Македонија и министерот за надворешни работи, кој го стокмија овој срамен договор, јас би рекол квазимодо договор, се еден вид homo videns. Луѓе кои гледат, а не видат. Луѓе кои слушат, а не заушуват. Луѓе кои восприемат, а не разбират. Луѓе кои се должни да го читат и да го спроведуваат уставот, но не го прават тоа. Што правиме со една ваква состојба? Не, они го знаат уставот, тоа не треба да се лажеме дека они не знаат што пише во уставот на Република Македонија. Они многу добро ги знаат законите во Република Македонија, во спротивно они немаше да го прават тоа, да играат на финеси, кој што играат цело време на финеси, да ги избегнат замките, односно оние барикади што сме ги ставиле ние преку уставот и законите, да не може да дојде до ваква ситуација. Они тоа го гледаат да го избегнат, да го сокријат, да премолчат, да рипнат нешто ако можат и така натака. Пелам се служат со ефтини трикови кои што се прозирни, се лесно видливи за луѓето што ги познаваат таа материја. Меѓутоа, од друга страна, она што е многу важно дека тоа нив воопшто не ги засега, велам, тоа е тој систем на морални вредности, кој некој ви укаже дека негде грешите, вие барем ако ништо ќе се замислите, ќе чекате дали навистина грешам. И ако грешите, ќе се поправите. Они таква грижа на совест немаат. Тоа се гледа и не само по однос на прашањето на овој договор, се гледа по многу други прашања. Дека едноставно не им е важно што мислиме, они убаво имаат научено реториката дека ни треба дебата, меѓутоа таа дебата нели не им значи ништо на нив, тоа што ќе каже некој друг не им значи ништо на нив и така. Не се они толку неписмени колку што се прават. Не мислите ли дека самите се донесува во една лимбо состојба, каде што сега не можат ни напред, ни назад, или народски речено да не разберат гледачите, како што нашиот народ вели, удолу длабоко, угору високо? Па не, они имаат јасна задача, има. Значи, уште во првите неколку месеци на владењето на оваа влада и на оваа гарнитура во парламентот беше јасна нивната агенда во кој правец се движи. И они тоа го буткаат, упорно го буткаат, не попуштаат од тоа. Се надева и се уште се подпираат на помош, евентуално на пропагандна помош од страна на одредени европски држави или нивни политичари и така натака. И се надеваат на методите на заплашување, на методите на подмитување и така, дека на тој начин ќе успеат да протнат нешто. И мислам дека овој пат тоа тешко ќе им оди. Ние научивме лекцијата од референдумот за територијална организација на Република Македонија и ја научивме лекцијата за многу прашања што до сега некој што наивно им верувавме на станатите, мислевме дека некој дека на ортодоксен наш приод, дека мислиме дека луѓето се сакаат да ни помогнат и така натака, во реалниот свет, во светот на возрастните не постои. Нели? Пријатели сте ако имате интереси долгорочни, ако работите заедно, ако немате интереси, не сте пријател. Вие може да се подржувате за одредени прашања и така натака, меѓутоа не сте пријател сигурно. Ако изгледат проблеми, ќе станете веднаш противник. И тоа не се случува на нас, но секој чего не се случува тоа, меѓутоа таа лекција многу тешко ја учиме. Не сме нешто многу надарени ученици, да бидам искрен, во однос на ова прашање, меѓутоа мислам дека ова сега што ни се случува, реакцијата на граѓаните на Република Македонија, реакцијата на добар дел од интелектуалната елита покажува дека сепак конечно свативме дека мораме самите да се бориме за своите права и дека мораме да се избориме за своето место под сонцето. Па да, во право сте, но еве да чуеме една изјава, реакција на политички лидер на нова партија, а тоа е господјата Солза Грчева, па ја молам режијата да ја пушти изјавата. Знаете, полно пати сме зборувале и тоа сме го објаснувале низ разни дебати, пишани документи и така натаму.
дека не само што Уставот се прекршува. Значи, првите 8 члена од договорот, кој ги анализирал, гледа дека директно има кршење на нашиот Устав. Нема да зборувам за тоа дека Димитров немаше право воопшто да подпише ваков договор, туку председателот Иванов. Нема да зборувам за тоа каква е процедурата ни собранието со кршење еклатантно на деловникот, ставајќи европско знаменце, пазете, на документ кој што треба да заврши во Обединети нации. Значи нема врска со европско знаменце. Потоа се даде исто така на Комисијата за европски прашања, наместо она која што е надлежна за надворешни работи и така натаму и така натаму. Спорен е и моментот со 61 пратеник, бидејќи внатре во договорот имате промена на Устав. Знаете дека системските закони, а поготово Уставот, се менуваат со двотретинско мнозинство, значи ставена е на една брза лента да помине овој договор на раменици, на сила, и што е најважно, не само што нема национален консензус, евидентно, по сите анкети не постои национален консензус, туку нема ни политички консензус помеѓу другите актери. Замислите, вие, опозицијата не е прашана за едно вакво суштинско прашање. Таа треба да им биде некаква, да речам, да им одржува некој легитимитет во собранието на сила, а таа во суштина не е прашана за целиот оваа спогодба. Мене ме интересираат повеќе од друг аспект штетноста на овој договор. Како што знаете, имавме порано една држава Југославија која што беше во комунизам, во комунистички режим. Целиот свет се бореше против такви тоталитарни режими и успеа на крај да го сруши тој комунистички режим на секаде, па и кај нас. Сега ние, дали не исчитуваат луѓето дека сме на чекор да станеме буквално според инженерингот на Орвел, опишан во неговите книги, така наречена политички коректна полициска држава. Зошто ова го велам? Затоа што ние веќе, од денот кога ќе влезе во имплементација оваа спогодба, ние веќе нема да сме суверена држава, нашиот суверенитет ќе биде депониран во Атина. Ние ќе имаме грубо нарушување на нашите човекови права и слободи, слободата на говор, која што се поддржува како таква е врвен принцип на демократскиот свет, запечатен, вклесан во камен преку повелбата на Обединетите нации, преку разни конвенции за човекови права, за слобода на говор и така натаму. Нам Грција веќе ќе ни кажува што ќе учат нашите деца во учебниците. Нам Грција ќе ни диктира во талибански некој манир што треба да правиме со нашите фасади. Ние веќе придавката македонски строго контролирано ќе ја употребуваме. Нашите државни институции нема да имаат придавка македонски. Ќе се оди помислење за се во Атина, а таа ќе има право да не одведе нас како држава пред човекови, односно пред судот за човекови права. Значи, ние ќе бидеме апсолутно една марионетска држава, каква што веќе се профилираме во изминатиот период, меѓутоа со овој договор, со оваа спогодба, се запечатуваме како една марионетска држава, пазете, контролирана од странски центар. Ние веќе суверена држава нема да бидеме. Секој медиум во Македонија, секоја невладина организација, на која што ќе бидат фрлени парички од страна, а ќе бидат, тоа го знаеме и во минатото и сега се случува, ќе има право да не следи, дали јас некаде ќе шепнам, знаете, јас сум македонка, и јас сум македонец. Значи, тоа ќе биде веќе забранен термин. Со оваа спогодба даваме ексклузивност на користење на македонски на соседната држава. Значи, ова е еден антицивилизацијски договор и ова е еден постокупаторски договор, ако сакате. Почитувани гледачи, ја чувме господјата Грчева и мислам дека беше многу јасна и децидна во своите квалификации и факт е дека таа како лидер на политичка партија не го прифаќа овој срамен договор. Ја пуштив ова изјава господине Донев од причина што господјата Грчева го употребува
изразот политички коректна, во наводници, политичка држава. Тоа е една многу, би рекол, контрадикторна кованица или пак кованица која одговара токму на овој договор. И сега, за да бидеме малку по-конкретни, јас би рекол дека неподнослива е леснотијата на манипулација со овој договор што ја прави премиерот Зоран Заев и министерот на надворешни работи, кога не кажуваат кои све придобивки ќе сме ги имале со овој договор. Се потрудив ја договорот да го отпечатам малку со покрупен фонд. И ние како правници, знам дека не сакате да читаме, но некој пат сме приморани за некои работи. Ајде да почнеме од името на договорот, господине Донев. Јас ке сум тој што ќе го прочита. Првата страна, преамбулата, Грција во заграда прва страна и втората страна, која беше примена во Обединетите нации согласно резолуцијата 47/225 од 8 април 1993 година на Генералното собрание на Обединетите нации, втората страна, заедно именувани како страните. Моje именување на ова преамбула е no-name преамбула или поточно склучување на договор со втора страна која нема име. Нема Република Македонија, нема Република Северна Македонија, ја нема срамната референца. За мене ова е грд срамен преседан. Ве молам вашиот коментар. Па не, ниту е грд, ниту е срамен преседан. Времената спогодба со која што ние се прифативме да ни се обраќаат со референцата, нели, поранешна Југословенска република Македонија, Грција не ја ратификуваше. Она не го прифати, не ја прифати времената спогодба, со самото тоа она не може да стави во договорот со кој случај договор. Република Македонија не ја признава дека име на една држава, не прифати ратификација на договорот, тој договор за неа не важеше. Тоа важеше само за нас, нели? И што очекувате друго? Не може да очекувате нешто друго. Па очекувам прашање, не. Визави декларацијата што ја спомнавме и резолуцијата нашите да се залагаат за нашите интереси, за интересите на Република Македонија. Прашање е зашто македонската сите македонски влади, вклучувајќи и оваа влада, нели, зашто таа го почитувала времената спогодба која едната страна не ратификувала. Тоа е прашањето за одговорност. Значи, тоа е тоа однесување на сите генерално кај што ние прашањето на националниот интерес не го издвојуваме како посебно прашање кое е од најголема важност за секоја една држава, па и за нас и за нашата држава, него едноставно сметаме дека во надворешната политика ни служи за едноставно за добивање поени дома на политичката сцена во Република Македонија и се обидуваме, нели, да игнорираме такви важни стратешки прашања. Се обидуваме понекогаш што тоа што Љубиша Ѓорѓевски одамна тоа го има напишано, балкански курназлак, ако можеме негде да се протнеме нешто и да направиме, нели, да постигнеме некоја цел, заборавајќи дека од другата страна ние имаме сериозни држави и сериозни институции кои што нормално дека анализираат што ние правиме, како тоа го правиме и така се поставуваат, нели? И ги предвидуваат и нашите следни потези. Не е тоа нешто тешко да се открие. Така да нема зашто се чуите за ова, за ова што не постои. Да. Временска. Ја и понатаму се чудам. Не, нема зашто се чуите, мислам едноставно. Но да продолжиме. Времената спогодба не важеше за Грција, ние самите си ја наметавме. Да. Никој не ја наметна. Ајде одиме на член 1 став 4. Вели, втората страна во целост ќе ги усвои амандманите на уставот до крајот на 2018 година. Значи станува збор за менување на нашиот устав. Кој член го читате? Член 1 став 4. Д. Добро. Така. Добро. И се видите вака. Не мислите ли дека ова е галопирачка имплементација на овој договор, кога се станува збор, само се докажам, и да го поставам прашањето, кое е прашање Македонија, зошто не рекле, штом ќе го направи ова, веднаш до нова година ја примаме во НАТО и во ЕУ. Јас тогаш би го поздравил овој договор, јас тогаш би верувал дека некој честно и искрено сака да не прими во европското семејство. Вашиот коментар е? Не.
Значи, пазете, прво, грците не се воопшто наивни, и они сакаат до крајот на 2018 А година. токму тоа, нашите се наивни. Да, И не се борат за нашите интереси. Не само што не се борат за нашите интереси, него од друга страна знаете што? Политиката на како чемо лака чемо се гледа сегде. Значи многу се едноставни работите. Ние сакаме да потпишеме договор со Грција за да евентуално ги одблокираме евроатлантските процеси и тоа да го искористиме за внатрешна политичка кампања за да ни дигне, да ни се качи рейтингот. Да. Националните интереси кај се? Не постојат. Што е тоа национален интерес? Не постои во Македонија дефиниција. Прашајте ги политичарите што подразбира под национален интерес. Ниту еден нема да ви каже истина, да повтори, да се извинам. Сите ги кажат различно. Значи не постои свест во ВРО, па дури ако сакате и на самата политичка гарнитура што владее, што е тоа национален интерес. Не постои такво нешто. Што вие тоа немате? Заштитување на нацијата и државата. Ама ве прашајте ги. Ќе ви изблефираат. Тоа е. Добро, има и уште нешто, ама добро, да не навлегувам. Тоа е небитното. Не сакам да ви кажам, тоа е проблемот со ова. Едноставно нив не ги интересира. Нив ги интересира дали они ќе можат да си го качат рейтингот во Република Македонија и да евентуално планираат да добијат уште еден мандат на власт. Толку ги интересира. Со кого ќе владеат не ги интересира. Не. Добро. Постои нешто, почитувани гледачи, што носи име Jus Cogens. Тоа е меѓународно јавна норма и пред да ја објасниме, ја молам режијата да го пушти тело под број 1. Значи, ова е карта Значи, ова е карта на која можеме да видиме дека Република Македонија под уставното име ја признале 137 држави, тоа е црвената боја. А постојат околу 18 до 20 држави, земји кои ни се обраќаат со референцата БР Македонија. И сега, јас би прашал, овој однос е многу во корис на државите што не признале под уставното име. Како може само една држава да се противи на нашето уставно име, кое го имаме од искона, кое го имаме со милениуми, и само поради таа држава да не се почитува меѓународното јавно право, а тоа е дека ние како држава, ние како народ, го имаме правото да се самоопределиме, ние тоа го направивме, ние од заедница која долго време живее станавме народ, народ кој си направи држава, преку државата добивме суверенитет и државност и го искористивме членот 1 од Повелбата на Обединетите нации. Нели е ова лицемерие на луѓето од Европската Унија, на нашиот стратешки партнер Соединените Американски држави, кога и дозволуваат на Грција безобразно и срамно да се однесува во меѓународните односи и да не го почитува одредбите на меѓународното јавно право? Ама, значи, пак ќе кажам, немојте вината да ја барате кај други. 140 држави не признале под уставното име затоа што ние сме побарале. Да не признаат и тие го ја респектираат реалноста и не признаваат под уставното име, зашто тоа се цивилизирани држави, држави на цивилизирани народи, каде што е навредливо некој да нарекуваш поинаку отколку што тој самиот се нарекува. Ето, ако вие самите речете, јас не сакам така да ми се обраќате, јас сакам вака да ви се обраќам, кој може да ви се спротивстави на тоа? Тоа е ваша желба. Ние имаме некоја цело време фалинка, фабричка мана, дека бараме вина кај некои други. Па белки не очекувате дека Соединените Американски држави или некоја земја членка на Европска Унија ќе и се спротивстави на Грција во нејзината политика спрема Македонија, зашто би се спротивставила? Па таа меѓународното право е на страната на Република Македонија. Значи, таа иста држава спроведува на друго место некоја друга политика што може би е спротивна меѓународното право. Таа не може да се спротивстави на Грција. Едини тој што може да се спротивстави на Грција се самите вие.
Ако е потребно, ако не сте проценили дека немате доволно сила, во тој случај ќе правите сојуз. Ќе правите комбинации. Ама вие не можете да очекувате некој друг да ја заврши вашата работа. Знаете, понекогаш ми се чини дека ние мислиме дека Брисел, Вашингтон или не знам Москва или Пекинг дека таму живеат богови, или кои што ја решаваат судбината на луѓето. Не. Таму живеат лидери избрани од граѓаните, платени од граѓаните кои се грижат за интересите на своите граѓани. Зашто некој би се грижил за интересите на граѓаните во Република Македонија? Затоа имаме председател на држава, имаме премиер на држава, имаме собрание, и имаме институции. Не може да очекуваме ние Трамп да се грижи за нас повеќе од што самите ние се грижиме. И тука не е целиот проблем. Методологијата на размислувањето, како ние размислуваме, сосема понекогаш е погрешно. Ние требаше да си искористиме сите аргументи што ни стоеа на наша страна и сите механизми, сите алатки што ги имаме, за да ја вратиме работата на старта позиција. Ние тоа не го направивме. Ние во ниеден момент не го направивме тоа. Ние не го отворивме прашањето пред Сојот за безбедност. Кога Македонија се пожали дека Грција не ја почитува пресудата на меѓународен суд пред Советот за безбедност? Никогаш испративме таков документ. Едноставно се правевме наудрени, нели? Па сега како сакате? Значи, велам, немојте да ја барате вината или заштита да барате од некој други. Тие се должни да ви помогнат, зашто сте членка на Обединетите нации само во случај на војна агресија. Специјални војни се воделе и ќе се водат секогаш во светот. Ништо ново не сме открили ние во 21. век. И во античка Грција, или во антика, или пред антика се воделе специјални војни. И тоа ти се случува. Ти како ќе се, како држава, како ќе се одбраниш, тоа веќе зависи од твојот капацитет и од твојот начин, како ти размислуваш и како го гледаш феноменот, за да ги употребиш правилно алатките. Оти пак можеш да изгрешиш во алатката. Ово конкретниот случај едноставно, ние не употребивме ни една алатка што ни стоеше на располагање. Ајде да направиме една дигресија, па да го лоцираме вината каде е. Македонија е независна 27 години. Колку мене ме служи паметта, до пред една година, на различен начин, секоја влада и секоја владеачка гарнитура даваше отпори кон Грција и не склучи ваков срамен договор, така да можеме да кажеме, ги оговараат, некои преговарале тајно, некои преговарале за ова. На виделина не излезе ништо што значи менување на Уставот на Република Македонија, што значи менување на уставното име на Република Македонија, што значи спроведување, договарање референдум, да се промени името кое не сме го добиле пак на референдум. И сега јас вака би рекол. Значи, како и да гледаме, 26 години, може би не сме биле најуспешни, но одолевавме, господине Донев. Сега се најдоа мајстори, би рекол, не знам од која куина, ние подбржија манџава и не снаоѓа ова што не снаоѓа, иако тврдам дека ова не е завршен процес. И тврдам дека македонскиот народ ќе се одбрани, користејќи го своето право од член 1 и 2, а тоа е суверенитетот на кој тој е носител. Значи, треба да имаме во предвид една друга работа, за да целиот овој феномен биде малце појасен. Тоа е точно. Дека ниту една гарнитура, па ниту гарнитурите на СДС, не прифаќа промена на уставно име на Република Македонија. Точно е тоа дека преговорите во едни фази беа скоро и мртви, или замрзнати, бидам попрецизен. Во едни фази се отвара, нели? Трета работа е што имате во предвид дека во крајна линија дипломатијата и дипломатската мрежа и на Македонија, и на Грција, и така натака, во сите контакти разговара за ова прашање. Тоа е работа на дипломатијата, посебно за вакво сериозно прашање кој што името. Меѓутоа, она што се случи последните 3-4 години е тоа дека тие разговори кои што се на дневна база понекогаш, и тоа едноставно разговарате што може би се случи 3-4 пати во текот на една недела се видите со некој ваш колега да тие разговори ги продолжите од првиот момент и така натака, затоа што на тој начин проценувате, пипате пулсот да видите размислување на својот колега или размислување на неговото министерство за надворешни работи и така натака, се злоупотребија. Излезе во јавност дека тајно се преговарало и така натака. Тоа беше на фина дел на пропагандата.
И втората работа едноставно влеговме во една шема, а тоа е шемата што ни се повторува. Меѓутоа реков, нели, по обичај ние сме многу лоши ученици. Тешко ги учиме лекциите, тоа влеговме во една шема да на комбинација на надворешна интервенција, директно грубо мешање во внатрешните работи на Република Македонија од страна на, нели, нашите пријатели, потпомогнати со сили во Република Македонија, кои што едноставно по секоја цена сакаат да дојдат на власт. Таа комбинација резултираше со избор на оваа владеачка гарнитура, и тоа веќе е јасно. Мислам, тоа, јас знам дека многу тешко беше луѓето да го сватат тоа. Намерно беше пуштена целата на сценарио со бомбите, затоа што, за жал, граѓаните на Република Македонија или македонците повеќе веруваат на ушите него на своите очи и да размислуваат. Многу сакаат повеќе да веруваат на тоа што друг ќе каже, нели, и да слуша некакви муавети. Тоа не е фабричка мана, најверојатно уште од неолит. Меѓутоа, таа комбинација таа комбинација за тоа беше изградена, беше многу добро разработен план, тој се гледа и се уште се гледаат чекорите. Дури на некои моменти може и да предвидите што ќе направи, нели, сегашната владеачка гарнитура, како ќе се обиде да го одигра целото сценарио кој е дадено, напишано и дадено во ракце. И затоа не се случува ова. Затоа да они не беа така, да беше автохтоно македонско движење, кој што сакаат да го представат, нели, борба против заробената држава и така натака. Во тој случај јас сум уведен дека за време на изборите они јасно ќе ставиат до знаење дека се против промена на уставно име на Република Македонија и нема да излажат. Бидејќи не се автохтоно, доведени се на власт со сестрна помош на странски сили, го имате овој резултат што го имате сега во овој момент. Да продолжиме и да бидеме доследни. Многу е страшен член 6 став 2. Ајде, чекајте се да го најдеме член 6. Тоа е забрана, цензура на слободен говор и однесување, господине Донев, каде што вели секој од страните веднаш ќе преземе делотворни мерки за да се обескрпи и спречи каква било действие за привремени ентитети, действија кои многу веројатно ќе потикнат насилство, омраза или непријателство против другата страна. Никој пат немало такво нешто. Секој пат Грција ни импутирала. Да. И да не го читам натаму нас текст. Па добро, Се вака, јас велам ова, вака сум го крстил членот. Џорџ Орвел од 1984 година во 2018 година. Па јас ви кажав дека овој договор ќе генерира многу проблеми. Значи, ќе генерира многу проблеми, ќе предизвика многу трауми во македонското општество, во нашата колективна психа. Ова, дури јас кога го читав, значи, кога видов, нели, варијантата на ова, јас не може дури ни да верувам. Јас се уште не верувам. Не можете вие Мислам дека нема да се реализира. Не. Па сега, пазете, тогаш Грција ќе каже, извинете, вие сте потпишале нешто, спроведете го. Ете, по логиката на ова, да речеме едно љубојно, нема да смее да пее песни. Да. Нема да смее да добие пари од Министерството за култура. Да. Танец нема да може да настапува. Нели? Мои колеги историчари или колеги или писатели така нема да може да пишуваат романи. Затоа што иридентизмот, шовинизмот, ето толку општи термини кои што тешко може да ги дефинирате и да кажете што точно тоа подразбира. Велам, ова е договор кој што едноставно е издиктиран. Посебно вие членови се едноставно издиктирани на македонска страна. Таа само ги потпишала. Не е бедно тоа? Не е жално? Не, видете, не е срамно? Значи, ако мене ми излезе премиер на држава и ми каже дека постигнал договор со својот колега да се вика Милинденска Македонија, и после 6 дена ми излезе и ми вика постигнав договор, а тоа е да го подржи тој предлог, да смета дека тој е многу добар предлог, и после 6 дена излезе и рече дека прифатил Северна Македонија, па тоа е најбедно. Од таков човек што очекувате победно? Вие преска ја спомнавте етиката и моралот. Се дава оставка во таков случај. Оставка се даваше уште на почетокот. Сега да ви кажам, пазете, вие имате ситуација да и се љутиме или не можеме на Европска унија или не се љутиме на Европска унија. Меѓутоа имате една многу едноставна ситуација. Имате председател на собрание кој е избран на насилен начин, дивљачки начин. Записникот не е усвоен од неговиот избор. Го нема, не постои. Па,
пазете, имате манипулација со сите можни процедури во Собрание на Република Македонија. Што е зборот тоа? Пазете, па ќе кажам. Нема што да ги обвинувам тие што владеат. Тие ми е јасно, нема никаков морал, све едно ми што се случи. Ја не можам да садам дека преторијанците што ги штитат, а се декларира дека се големи вие нели заштитници за човечките права, дека се борци за демократија, така, дека барат европски вредности, молчат на сите тие работи. А како вие можете да имате премиер на држава кој секој име му е прифатливо и вас ве чуди зашто он прифатил дури и приватни ентитети да не може да си ги остварува своите интереси. Па вие имате ситуација во Европска унија имате ситуација која jednostavно ќе излезам и ќе зборам се и сешто. Не повикувам на нас. Слободен говор. Да. Се додека не загрозувам Слобода некого друг или слободата не може да загрозува. Слобода на научно творештво и така натака. Ако не загрозам никого. Меѓутоа, што очекувате од тој човек? Тоа е тоа. Сега видите, следува најстрашното. Почитувани гледачи, член 6, став 3. Сум го нарекол грчки надзор, поточно грчка окупација. Мене не ми е смешно, господин Долев. Секоја од страните ќе спречува и обезхрабрува действија, вклучително и действија на пропаганда од страна на приватни ентитети, действија кои што многу веројатно ќе поттикнат шовинизам, непријателство, иридентизам и ревизионизам против другата страна. Коментарот? Па не, што да коментирате? Што да коментирате? Председателот на државата јасно каже во образложението. Треба кривично да се гонат тие што го потпишале овој договор. А ја мислам ќе дојде тоа време, Па господин. дај Боже, што да ви кажам, овде едноставно двата става. Не може човек да верува во 21-виот век да ви се случува да имате да прифатите. Да. И пазете ги. Па ќе го кажам, не ми е мене тоа што тоа го направиле, нели, двајца или тројца во оваа држава. Имате пратеници кои што ги платите. Значи, имате еден куп на пратеници во Собранието на Република Македонија, кои едноставно си дигаат рака. И велат, ние сме за Европска унија. Па за која Европска унија сте вие, ако вие дигате рака за тоа што ќе ги замолчи сите приватни ентитети, невладини организации, дали се здруженија на граѓани, дали се приватни фирми. Дека не смеат ништо да кажат за да не навратат Грција. Тоа го нема нигде у светот. И како да им верувате тогаш дека сака стварно во Европска унија? Добро, за разлика од нив, има луѓе кои го креват својот глас, па така вие ги спомнавте дел од интелектуалците, јас би спомнал групата 200, позади кои стојат 14.500 подписници, би ја спомнал глобалната мрежа СУМ, сите за унитарна Македонија, би ги спомнал патриотските здруженија, голем број, сите обединети заедно, и јас лично мислам дека полека народот се буди, стравот се напушта и имаме искажување на несогласување со овој срамен квазимодо договор на улиците и на плоштадите. Не е лошо режијата ако е можно да ни го пушти следниот прилог да видиме како младите за Македонија одржаа лекција на повозрасните.
Ви го представуваме новиот производ Прокулин Tears Advance. Вештачки солзи без конзерванси, со обновувачки со заштитно дејство, со одветник за употреба при носење контактни леќи, заедно со Прокулин капки за очи, раствор за контактни леќи и вештачки солзи. Прокулин, линија за комплетна нега на очите. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, односно на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Нешто недостига. Нов член во познатото семејство на витаминка со докажан квалитет. Брилијант. Почитувани гледачи, го изгледавме спотот направен од Сите за унитарна Македонија и Млади за Македонија, кои ја осликува атмосферата на митингот што тие на 23 овој месец го организираа. И фактички ме замолија да и соопштам на македонската јавност дека со митингот и со овој спот почнува втората засилена фаза на една голема кампања, а тоа е кампањата Јас сум македонец, јас сум македонка, ние сме македонци, ние сме Македонија. Видовме во спотот дека не држи веќе констатацијата ги нема младите, каде се младите, младите отидоа од Македонија, тие не се грижат за проблемите на Македонија и така натаму. Јас сум еден од учесниците на овие протести од 23 и можам да ви кажам дека по моја слободна оценка некаде 50-60% од присутните беа млади. Нешто повеќе, би рекол, младите, предводени од нивните неколку лидери, одржаа вистинска лекција на нас постарите, а пред се би рекол на политичарите, а најконкретно би рекол на тие што ја продаваат Македонија, ја лицитираат, го продаваат името, ја изневеруваат историјата, традицијата, јазикот и културата. И јас би ги нарекол бајадери или бајадерки помеѓу муфлосан и корничони. Верувајте ми, се гордеев кога видов како настапуваат, кога видов како со еден народен јазик се обраќаат до македонската јавност, кога видов како инвентивно со изјави на внуци на познати револуционери, на Никола Карев и на Гоце Делчев, со изјави на човек од Соединените Американски држави, кој не поддржува, Джейсон Мико, со изјави на парламентарци, господјата Петир, како успеале да направат еден прекрасен перформанс и соучествувајќи на комитите, на навивачките групи и на сите останати кои дојдоа, се спротиставија на најкултурен и на најмирен начин. И овој пат имаше обид полицијата да исценира нереди, но младите испаднаа помудри од нас возрастните. На брзина го привршија митингот и не дозволија провокацијата која дојде од поедини полицајци и поедини луѓе вметнати помеѓу комитите да дојде до прекини. Чувме утредента дека наводно биле притворени 9 лица, но и на спотот видовте дека немаше никакви нереди. Јоване, веруваш ли дека младите може да не одржат лекција и младите да не натерат малку посилно и малку позаангажирано да ја браниме оваа наша татковина која ни е единствена. Друга немаме. Тоа е старо правило, нели? И правило на универзитетот.
младите кога бараат нешто, иако и тоа да е погрешно, мора да ги поддржите, зашто нивна е иднината. Секогаш кога младите нешто ќе кажат, треба да се слуша. Не велам, има понекогаш и погрешни потези, меѓутоа не сме ние тие затоа што кои треба да ги осудуваме или да ги поддржуваме, едноставно треба да ги следиме зашто на нив им оставаме државата. И тоа е основното правило кое што треба да го почитуваме. Ако младите не сакаат промена на уставното име, тоа е само уште една мотивација поголема да застанеме за нив и да бараме таа нивна желба да се реализира. Иако и ние живите, нели, треба да го кажеме тој став. И треба да застанеме во одбрана на името, затоа што едноставно пак ние сме го наследиле од некои други гинале за тоа име, страдале за тоа име, биле во затвори за тоа име, и така натака, и така натака. Во крајна линија таа била желба на тие што е основала државата, нели, она што сака да го избриша сега од преамбулата, нели, Аснум, таа држава се вика Република Македонија. Тоа они не го направиле затоа што биле пијани или дрогирани. Точно знаеле за што се борат и зашто се борат. Во крајна линија, ако погледнете вие историјата на НОБ, само да погледнете, вие ќе видите дека има сериозни судири внатре, во врвот на раководството на НОБ и интелектуалците околу ова прашање. Така да, велам, ние нешто сме наследиле, нешто е платено со многу високи цена, и мене ми е драго дека бидејќи ги гледав сите снимки од овој митинг, и мене ми е навистина многу драго дека младите, иако го знаев тој и претходно, и тоа се види и на претходни настани, се види дека младите едноставно не прифаќаат вакво нешто. Во крајна линија, благодарејќи на социјалните мрежи и на интернет и така натака, може доволно јасно да видат како се брани нацијата, како тоа се случи насекаде низ светот, и тоа го применуваат. Ако сите останати имаат право да го прават тоа, зашто да немаат и ние право, нели? И ја па и кажам, мислам дека на крајот на грешката после доста, нели, грешки направени, ненаучени лекции, погрешност научени лекции, ја мислам дека веќе свативме. Ја научивме лекцијата дека треба самите да се бориме за својата среќа. И тоа е основно правило на секој еден човек. Сега ајде да видиме нешто за повеќе за ненаучените лекции или како се откажуваме од своето, од најмилото, да не речем од дел од нашето ткиво. Не се откажуваме ние, се откажуваат. Да, потписниците на договорот. Потписниците на договорот се откажуваат. Се прифаќа примедбата. Член 7 став 2 сум го насловил бришење на македонците од Егеот од страниците на времето. Би рекол поинаку, живи луѓе закопани во гроб, погребани. За да не го читаме член ова се однесува на една ваква ситуација, почитувани гледачи. Со формулацијата во овој член се вели дека жителите во Грчка Северна Македонија се елини или поточно македонци, ама не се македонци, се грци. А македонците во сегашна Република Македонија, не дај Боже во идна Република Северна Македонија, се македонци. Сега јас ви рекол, како може македонец со своја рака да потпиши нешто од кое се што значи откажување од историјата, откажување од дел од народот, откажување, јас би рекол, од најсвоето. Дали е возможно тоа, Јоване? Може, го гледате. Не само што го гледате вие овде, 69 претеника дигнаа раце. Нема што да се чудиме зашто дали е можно или не е можно. Ете, ова е најголемиот цинизам, фактички. Член 7 и неговите ставови внатре се е најголемиот цинизам што може да ни се случи денеска, нели? И затоа на почетокот реков дека можеби од незнаење се направени сериозни грешки, затоа што ваков член и вакви ставови во членот нема да прифати ни еден човек што барем има 2 книги прочитано од историјата на Македонија или барем има слушано што му имат кажувано. За жал кај нас, нели, читањето на историја се смета за, нели, губење време. Прво, материјално не е точен овој член. Значи, дека
на жителите во денешна Северна Грција имаат ексклузивно право на еленската цивилизација, историја, култура и наследство на тој регион од антиката до денеш. Ако сакаме да збориме историски точно, тогаш многу поголеми права имаат турците и муслиманите кои беа иселени од Егејска Македонија меѓу двете светски војни. Многу повеќе право имаат бугарите кои што исто така беа со размена население и селенија беа донесени, нели, друго население од Мала Азија, од Бугарија и така натака, и македонците. А може и вака, господин Недонев. Тоа значи целосна еленизација на минатото. А знаеме дека тоа не е точно. Грција тоа го постигна, значи Постоело нешто што се вика Македонска империја. Постои Филип II, Александар III. Да не навлегувам, ќе го кажам тоа, но да не навлегувам сега во тој А аспект. зошто се плашеме ли да навлеземе во тоа? Не. Ние ќе се вратиме. Да. Значи, овде се работи за целосно непознавање на фактичката состојба на теренот, затоа што Грција како држава до 1970 година, 80-тите години на минатиот век, вложуваше огромни напори за да го изеднаци, културолошки да изеднаци нацијата со таја од јужниот дел на Грција со северниот дел, затоа што тие што дојдоа го немаа истиот систем на вредности, истата психолошка рамка на препознавање што е Грција од она што го има луѓето што живееа на југот на Грција. Од кога тоа го постигна, Грција ги смени имињата на провинцијата од Северна Грција, смени, нели, ја подели на 3 дела Македонија и така натака го направи. И они тоа добро го знаат, имаат и книги пишувано за тоа, имаат и анализи направени и така натака и така натака. Она што ние грешиме овде, и тоа е можеби една од многу смешните работи кои што ги слушаме, нели, кога нашиот премиер и министар за надворешни работи, а е богами и некои од пратениците, од редовите на владеачката гарнитура, не објаснува дека го задржале македонската нација е задржана и признаена од страна на Грција. Ни случајно со овој договор. Не. Едноставно, прво, тие кога тоа го зборуваат, предпоставувам дека немаат поима што значи нација. Не знаат кои елементи ја сочинуваат нацијата и не знаат, мислам дека тука и доста мои колеги што го бранат овој договор исто така немаат поима што значи историски развој на една нација. Секоја нација во Европа е производ на националниот романтизам. И македонската е производ. Бугарската е производ на нејзиниот национален романтизам, грчката е производ на национален романтизам, српската национален романтизам, германската нација, француската нација, така натака. Значи, националниот романтизам во Македонија се појавува негде 1800, средината на 19 век и трае до формирањето на отприлика и покасно, меѓутоа завршува отприлика, да речеме условно, завршува со формирањето на ВМРО 1890 година. Ако го немате период на национален романтизам, вие ќе немате револуционарна организација. Така. Значи, меѓутоа македонскиот национален романтизам се базира, и тоа ако не знаат нашиве, нели, гениалци што подпишуваат вакви договори, може да ги земат на Цепенков делата, може да земат фолклор, нели, што фолклорни песни, народни песни, од мијачијата исто ги имате многу народни песни, кај што се зборува за антиката. Тоа не се, значи, за не биде погрешно разбрано. Нивната традиција се зборуваат. Сите преродбеници до еден го споменуваат Александар и Филип. Значи, ние се подпираме на, значи, тоа се митови. Тоа се историски митови кои се базираат на некаква историја која што постоела. Меѓутоа нормално дека веќе тоа не е историја пренесена преку книги, преку раскажувања. Таа се модифицира. Се применува. Ѓорѓе Пулевски ви е најдобар пример. Он зборува за историјата на Македонија и ја прифаќа генералната теза што Исаја Мажовски ја прифаќа и Шапкарев и така натака, дека античките македонци се словени и дека македонците што живеат во Македонија се директни потомци на мијаците. Ова се сините на директни потомци на античките македонци. Без малку едно те исто.
Велам, генерално, тоа се тие, значи, меѓутоа, тоа е тој романтизам кој што доведе до создавање на ВМРО. Тој романтизам, вие национален романтизам не може да го избришете. Ако го избришете, а со овој договор тоа го сакаат грците. Значи, ова што овој член став 2 од член 7, треба да се уништи период на национален романтизам, тоа што бугарите сакаат го зборат дека ќе го затворат македонизмот. Македонизмот као феномен се појавува за време на национален романтизам во Македонија. Бугарите велат, тоа тршите да го затвориме, душе они во 19 век и почеток на 20 век се обидуваат да го затворат тој период. Грците тоа не може да го направат до сега. Сега со овој член го вметнуваат. И уште една работа што сакам да ја кажам овде, можеби овде е најдоброто место на овој член кај што зборуваме. Ете што ние од пусто незнаење и нечитање ги гледате дебатите, ги имате дебати во Македонија кај што ви зборат, ама ние немаме ништо со античка Македонија, ние сме Словени. Тоа е расистичка теорија. Да, се согласувам. Тоа е чиста расистичка теорија. Прво, Македонија никогаш не била етнички компактна. Ако ја земете историјата на Македонија од антика до 19 век, па и во 20 век, кога доаѓаат, нели, имаме се уште населување на маџири од Босна и Херцеговина и така натака, ќе видите дека постојано имаме мешање на населението. Византиските императори еден добар дел од словенското население го селат во Мала Азија. Тие цивилизации се вкрстуваат во Македонија. Тоа велам, значи, тоа е потполно непознавање и расистичка теорија. Ние сме население кое зборува на словенски јазик, односно на македонски јазик. И толку. Грците со овој договор и нашата, нели, влада или нашите премиери и министри, зашто не верувам дека целата влада беше запознаена со ова. Мислам дека и таму има некои честни луѓе кои што ова нема да го прифатат. Јасно сака тој дел да го избрише. Да. Бришејќи го националниот романтизам, ние го бришеме македонизмот. Тоа што го сакаат и бугарите го направат. Сега видите другите како го прават тоа малку поуспешно од нас. Германија е создадена 1870-71 година, кога Ото фон Бисмарк од Северниот и Јужниот сојуз на германски држави ја создава големата германска империја. А дали знаеме дека пред тоа постојат гигантите Бах, Гете, Бетовен, Хендел, Кант, Шилер, Хердер и други, кои си биле поврзани со своите дворски, црковни и провинцијски култури. Германија сите си ги присвојува и се ги наречува германски. Пример 1. Пример 2, дозволете. Италија е создадена 1860-61 година од претходно уединување на Пиемонт, Савоја, Неапол, Ломбардија, Тоскана, Сицилија, папската држава во Лацио и така натаму. Пред тоа постојат Джото, Донателло, Микеланджело, Да Винчи, Тицијан. Исто важи и за Данте, Петрарка, Голдони, да не збореме за големците на Росорџиментото, Верди, Пучини, Белини. Сите денеска се присвоени од Италија. Сега прашувам, мада вие зборевте за ова. Како они може со национал романтизам да се ги присвојуваат луѓето кои на таа територија со векови живееле, твореле и дале вредности цивилизацијски, и еве никој не ги спори германските и италијанските великани во културата, уметноста и така натаму, а Македонија не може да се поврзува со Филип, со Александар, со цар Самуил, со браќата просветители, со Клименти Наум и така натаму. Ете, тоа е грдото и злобата од грчката политика. Не, пазете, па ќе ви кажам, немојте да ги напаѓате грците. Значи, тоа на вие грците го прават, она што можеше ми дозволено да го направат. Ние да имаме таква можност и ние исто ќе го направиме. За жал ти ви кажав, проблемот е што ние не знаеме што работиме. Значи, пак да бидам благ, да не кажам дека се работи намерно и така натака и така. Едноставно ние не знаеме. Па гледате ги дебатите по телевизиите. Гледате ги колумните што ги пишуваат по вестници еден куп на луѓе. Едноставно ви кажам, они едноставно сметат дека тоа не е важно, они не знаат дека не треба да живееме ние во минатото. Тоа е као да живееш со ѓаволот. Ама ти не можеш да избегаш од минатото. Ти мора да си го знаеш своето минато. Зашто трагите не може да... Господине Донев, кога го спомнувате ѓаволот, еден академик наш, Маџунков, вака вели. Ќе ти го смениме името, па потоа ќе бидеш од земјата каде што е на ѓаволот дупката. Тоа нема да го дозволиме, јас мислам. Сега да ви кажам, значи, многу е важно. Значи, ова да го знаеме.
дека она кога Зоран Заев, премиерот, кога министрот за надворешни работи или некој друг ќе каже дека е сочувана нацијата, не е сочувана нацијата. Нацијата можеш да ја сочуваш само ако сочуваш континуитетот на развојот на нацијата. Тоа е. Минато, сегашност, Ако иднина. ти сечеш еден дел од историјата, Дрво без корен стануваш. па ви кажам, значи, вие еве да речеме, земете го, нема потреба да еве да нека не постои член. Нека одлучат, не знам, Има и пострашен. Да, ќе се вратиме. Нека одлучат пратениците да го избришат Аснум. Или нека го избришат НОБ 41-44. И нека речат тоа да го тргнеме на страна, тоа више нема што. Нацијата нема да биде иста. Да. Ако вие тоа го изфрлите, нацијата нема да биде иста. Ако го изфрлите Илинденсково стание, нацијата нема да биде иста. Зашто без Илинденсково стание и митот за Илинденсково стание, ние ќе го немавме Втора светска војна. И јас сум ќе го немавме. А ние додека комунистите во Македонија за време на НОП не повикаа на илинденски традиции, ние немавме масовно приклучување кон партизаните. Па токму тоа го руши овој договор и јас би рекол рушењето како да станува конјунктура на животот во Македонија. Едноставно се обидува исто што го реков тоа цело време. Ова не им се кажува на граѓаните на Република Македонија. Од страна на владеачката гарнитура се обидува да се излаже нешто. Упорно се лажеш, што е очигледна карактерна особина ќе биде на оваа влада, колку и да владее, и се обидува на некој начин да се протне нешто, па за последиците здравје Боже нека се чукат главата некои други. Да. Значи, ние да добиеме поени само и толку па истото го имате. Да не е тема тоа со комисијата кажете со историските комисии со Бугарија. Тоа е бриго моја пречи на друго ме викаат србите. Бугарија формира политичко-експертска комисија, Македонија формира експертска комисија. Ги жртвува своите историчари, владата, затоа што кој нешто не направат кој што граѓаните не сакаат или ќе се почнат да се бунат, и не, ние, тоа па штига експертите. Да. Па зар бугарите се будали што стават политичко-експертска членови на комисијата. Тоа се тие. Ајде ова рушење на историјата малку визуелно да го представиме, ја молам режијата тело под рушењето како конјунктура на животот во Македонија да ни го представи. Почитувани гледачи, во моментот гледате неколку слики, тоа се рушевините од популарната зграда Беко, која веќе е срушена. На една стара зграда близу до нејзе го гледаме знакот на отпорот, Тупаница, и младиот сликар, фотограф, Филип Стојановски, на свој начин ни представува ова е бекстејдж или стејдж, според негови зборови. Значи, на сцената и позади сцената имаме само рушење и фактички во тоа се состои животот што ни го донела оваа власт. Значи, рушењето како конјунктура на животот, еве и оваа слика од минатото, а и ова малку така, јас би рекол, грдо за очи, но така е кога не се почитуваат некои традиции, а тоа е на прекрасна зграда која порано се викаше Беко, сега е срушена. За вечерва можеби последно ќе кажеме дека член 8 став 1, член 8 став 2 и член 8 став 3 е врв на хипокризијата на луѓето што го потпишаа овој договор, каде овде се зборува за тотална цензура во став 1 од страна на Грција, во став 2 е еден вид талибанци на Балканот, а тоа се грците, ќе одлучувале за нашите споменици, за нашите културни творби, а став 3, замислите, е забрана на употреба на било кој начин на звездата од Кутлеш. А тоа е нашето, да ги подсетам почитуваните гледачи, тоа е нашето прво знаме. Ваш коментар на ова, господин Недоев? Па добро, значи, повторно истата игра, нели, ќе излезе премиерот, ќе излезе министрот за надворешни работи, ќе излезе некој пратеник таму недоучен и ќе каже, нели, ние спасивме, го сочувавме македонскиот јазик, македонската нација и го кријат ова другото, сето го кријат.
Три тела формираат каде што грците ќе ни кажуваат што да зборуваме, како да се обликуваме и како да се однесуваме. Точно, они го кријат тоа. И се падете, и тоа е навистина е за мене кој не било трагично, стварно е многу смешно и можеме фино вака да си правиме вид, да се шегуваме на нивна сметка. Излага министрот за надворешни работи и вика ние обезбедивме признавање на македонскиот јазик од страна на Европската унија. Пазете. Прво, македонскиот јазик е признан и никој нормален во овој свет и учен човек не може да го негира постојањето на македонскиот јазик. И што е уште пострашно, вие имате, нели, кога зборува за Европската унија, тој не кажува од страна членките на Европската унија, зашто сите членки на Европската унија, освен не една, го признаваат македонскиот јазик и го учат во групата на словенски јазици. Бирократите во Брисел никој не ги прашува што они мислат, ако ние сме слепи при очи, ќе ни подметнат нешто. И они тие пробаа да ни подметнат, нели, пресатува државата им го врати извештајот и рече следниот пат ако не пише македонски јазик, не ви прифаќам извештај и почна да го користат македонскиот јазик. И што она што е најцинично од целата приказна, што нашиот министер не убедува кога зборува за Европска унија, сака да ни каже дека сите членки на Европска унија го прифатиле македонскиот јазик, кој што никогаш не го негирале, освен една држава на Европска унија, Бугарија. Значи ние сега имаме состојба кога една членка на Европската унија не го признава македонскиот јазик и ние сме го прифатиле тоа како здраво за готово. И ви излага и ви кажува ние постигнавме успех. Кој успех си постигнал? Бугарија го смени ставот. Катастрофа. Значи, за сите овие други точки, они не сакаат да зборат ништо. Не ги кријат од народот, не го читаат договорот. Игра, затоа ви кажувам, се работи за добро сценарија. Ако овој договор, поредот да работите, дојдеше во Комисија за надворешна политика, ќе се отвореше цела расправа за целиот договор. Требаше да има нацрт договор, драфт верзија. Еве сега. Значи да не навлегам дека го криеа, дека не го покажуваа, лажеа и така натака и така натака. Тоа го се крием. Го подпишаа. Требаше да го пуштат во парламентот, во матичната комисија. За да не дознаат граѓаните Република Македонија што се стои во останатите членови, тие го ставија со европско знаменце и го протнаа илегално, кој што се права што не ја одговара или кај што немаат поддршка од јавноста, го протнаа во Комисијата за европски прашања и за 24 сата го усвоија. И ќе излезе нели повторно премиерот и вели ние сакаме консензус, сакаме да соработуваме со опозиција и така натака и така натака. Па кој да му верува, ако сака соработка со опозицијата, во крајна линија, требаше да пушти кај што му е место. И опозицијата нека збори колку сака. Нема што владата, оној момент кога владата завршила, подпишала еден договор или усвоила еден закон и го пуштила во собранието, нема што владата да се меша веќе во работите на собранието. Да. Меѓутоа, зашто тоа е работа на собрание? Имате случаи кога некои закони во други држави по 3-4 години не се ратификуваат. И владата не се љути за тоа. Во крајна линија парламентот сега се галопира. Да, владата е, парламентот е местото кај што да се избегне улицата. Ако вие не сакате да имате улица, во тој случај дозволете парламентот да се одработи својата работа. Меѓутоа, за жал и таму имате насилници, нели? Као што ги имате и во власта, кои што гледаат само да протнат нешто, нели, зашто им одговара од едни или други причини. Немате дебата и граѓаните едноставно тие што успеат да го прочитаа, меѓутоа не може да очекувате вие. Не, ние и понатаму ќе продолжиме да го читаме. И јас за крај би рекол да погледнеме улицата, слика на неделата, а тоа е слика еден момент, многу убав момент од протестот на младите за Македонија од 23 од овој месец. Да, почитувани гледачи, ја гледате оваа слика, каде што навистина се гледа дека има атмосфера на несогласување, атмосфера или поточно синергија на сите учесници на протестот против договорот и е опомена на политичарите во собранието дека не смеат да го направат срамното дело, а тоа е да го ратификуваат овој срамен договор. Почитувани гледачи, вечерва не успеавме целиот договор да го поминеме, ниту имавме таква цел. Вечерва прва тематска емисија ни беше, ние од Воздухопловството вериме introduced вовет или approach
приодот ни беше таков да бидеме конкретни, да ви покажеме дека содржината на договорот не е таква како што сладкоречиво ја представуваат премиерот на Република Македонија Зоран Заев и министерот за надворешни работи Димитров. Следната емисија ќе имаме нешто поинако, а тоа е ќе имаме жестока дебата за договорот од социјален, од психолошки и од политиколошки аспект и мислам тоа ќе биде само еден континуитет, едно второ продолжение од воведот кој според моја оценка прекрасно го направи господинот Јован Донев, на кого му благодарам за вечерашното наше дружење и еве последната рубрика на нашата емисија, а тоа е Матица. Раде Силјан, почитуваниот, дава поклон на нашите учесници, а вечерва се книгите од Владимир Костов Битолски триот и од Кристина Николовска Сончевина, повелете господин Донев, а од мене Македонска империја, книга која во 2000 примероци се подели на митингот, на протестите, колку да се знае дека освен малите полиси грчки имало и голема Македонска империја. Повелете. Господин Донев, ви благодарам уште еднаш, се надевам ќе се дружиме повторно во некоја друга прилика. Почитувани гледачи, благодарам ви за времењето. Се гледаме во следната среда. Довидување.